Сашо Крстев е претседател на Вардар Неготино. Денеска се игра надпреварот овде во Прилеп помеѓу Вардар Неготино и домашниот Динамо од Мажучиште. Меѓутоа, уште поголема причина за нашиот разговор и многу поважно за нас е што Сашо Крстев е поранешен фудбалер, легенда на Прилепска победа. Па, Крстев, да се вратиме на она време кога настапувавте за победа, кога бевте фудбалер, сигурно тие се најубавите времења, кога игравте за победа од сезоната 94-95, како се случи да дојдете тука? Па вака, значи фудбалска кариера почнав у Вардар Неготино. Како момче од 16 години со специјален лекарски преглед, прва година у Вардар, се бореме за влез у втора лига. Таа година постигнав 56 гола у регионот. Значи тие 56 гола не биле случајно. Одма имав... Како да игравте раковет? Па, знам дека екипата даде 107, мислам, гола 56 јас ги постигнав и одма имав понуда дојде од Слогајево Магнат. Значи јас првен отидов 94 година на проба у Слогајево Магнат. Поминав, мислам дека беше Лончаревич тренер, не се сеќавам добро, и даде зелено светло да одам таму. Арно ама се јави, мислам дека Симе Витаминка директорот. Мислам дека беше Витаминка. Да, тој се јави, препорака негова, дојде, знам дека Круме Митричевски дојде, ме зема са бајле со кола, дојдов у Прилеп и подпишав. А у Скопје уште ме чека да одам у Слогајево Магнат. Така се случи, значи таа беше 94 година, кога дојдов у Победа, првен како стипендист 2 години, а после се више историја. Ама не чекавте многу да влезете во тимот и кога влеговте, веќе не излеговте. Па гледај, конкуренцијата тоа време беше страшна. Ако ви кажам дека у шпицот имаше 4-5 квалитетни шпица, Петковски, Спасе Најдовски, Тони Нумовски, Даце Костадиновски, ќе ти биде јасно дека првите 6 месеци само учев и се надоградував како играч. После дојде тоа за мене, ти кажав и пред тоа, кој со повреда, кој се отиде, кој не можеше да настапува поради обврски у војска. Останаме само ја и Даце Костадиновски. Знам, памтам, утакмицата беше со Саса, прво коло, покојни Илија Димовски беше тренер, и кога го прочитам моето име, едноставно не сакав ни да испаднам на стадионот, од трема и од страв. Ама првото згазнување више беше друга приказка. Знам дека Победа победи 1-0 и тоа им беше првиот гол што го даде в 86-7 минута. И со тие гол Победа победи 1-0, тогаш више место беше... Многу важен почетокот. Точно така. Дали добивте поддршка од градот, од публиката? Па да ти кажам право, градот секогаш беше со играчите, особено навивачите мајмони. Значи тие ни даваа секогаш, кај да беме, дали сме дома, дали сме у гости, најголема поддршка. Така да мислам дека у Победа некаде бев околу 9-9,5 години, мислам дека оставив и впечаток и така да мислам дека бев добро примен. Бргу ве викна и во младата репрезентација на Македонија, а игравте и за репрезентацијата? Па, млада репрезентација изиграв, мислам, кога беше тренер Смилевски. Знам дека тогаш направија со Ацоле голем притисок, пошто бев меѓу првите стрелци у лигата и уствари Смилевски беше селектор на млада репрезентација. Правеше, знам дека Ацоле покојни, Бог да го прости, правеше притисок страшен и знам дека Смилевски на едно видување мое и на Ацоле и вика: па добро бе момче, вика, ти со 5 утакмици сакаш репрезентација, чекај, има време. Али сепак изиграв. Србија ја победивте таму на 3-1. Да. Па мислам дека таа ми беше прва утакмица, а Србија беше со Дејан Станковски и со таа генерација нивна. Дејан Станкович, да. Добра репрезентација, таму 3-1 ги победиме. Изиграв у млада репрезентација негде околу
7, 8, 10 настапи, а репрезентација имам околу 6-7 настапи. Така да се у времето кога бев у победа. Да. Еве сега многу надпревари се премногу, ама јас се потруди да издвоам неколку. Со Партизан кој беше шампион на Југославија, тогаш се викаше Партизан, одигравте нерешено 2-2 овде. Дојдоа и бразилците Жилсон, Оливира. Се сеќавате на тој надпревар? Судијата Трајче Мачовски се прости. Така. Многу публика имаш. Така. Па да ти кажам, тогаш прв пат беа и дојдоа и Жилсон и Оливира. Така да мислам дека да диме еден силен отпор на тогашниот стварно Партизан беше екипа за респект. Не знам, безброј утакмици убави одиграни у Прилеп, така да секоја утакмица си има посебен шмек и Еве, од Партизан додиме на Црвена звезда. Пријателски надпревар на Маракана 0-1, а вие го дадовте гол. Па точно така. Бевме поканети таму на една пријателска утакмица. Може би не беше Звезда у тие најјакиот состав. Комбиниран состав, да, млади играчи. Ама сепак да се победе Звезда на Маракана е нешто доживее. Па ете, у таа среќа и несреќа бев си стрелец на тие победоносниот гол. Да. Тогаш заминувате во Грција, па во Вардар, чинам дека тука е паузата што ја правите. Така, околу тоа беше 97-ма, да. Заминав со мојот брат Миле Крстев, заминаме у ПАОК. Таму подпишаме договор, али ПАОК не отстапи по зајмица во Атинаикос во Атина. Таму негде се задржав околу, па не цела сезона. Па пружев солидни партии таму, сепак лигата во Грција спрема нашата лига беше многу поквалитетна, немаше кој да те поддржа таму, сепак си странец у таа држава. После тоа се вратив у Вардар, дојде и тие се 3,5 години што бев разделен со Победа. Но потоа пак се враќате, се знае во кадет на друго место во Победа. Овде како втор роден град. Што се вика мојот матичен клуб, и точно е, Победа е мој матичен клуб, пошто со него подпишав и првиот стипендиски договор и првиот професионален договор. Тогаш беше така, кај ќе го подпишиш првиот стипендиски, одма автоматски ти следува и професионален. Така да, Вардар ми у срцето, ама Победа е мојот матичен клуб. Да. Еве сега да издвоам кога се вративте некои надпревари, например Загреб, шампион на Хрватска беше тие години, најдобра екипа, ја победувате таму 2-1, овде 1-1. Потоа сега ќе значи прва утакмица кога се вратив во Победа беше со Парма. Да се вратиме малку понаст. Да. Прва, кога се вратив, вториот камбек го имав у Победа беше утакмицата со точно така, со Парма на градски. Не знам, тоа е доживење, нешто да играш против Каневаро, против Туран, против да не ги набројувам, тоа е страшно. Ама не се посамотивте што се вели само 2 гола постигнаа тие светски играчи. Так, добар отпор проживе. Може би вреде и уште тогаш милиарда. No. Па тогаш мислам дека таму беше најдобра екипа што имаше Парма. Да. Најдобра екипа. Сигурно еден од најдобрите европски тимови, а сигурно убедливо најдобриот што е играл против Победа. Да, апсолутно се слагам. Значи сме играли, ете го кажа, точно Буфон, Каневаро, Турам, Аморузо, Саво Милошевич, титули освоиле на светски првенства. Така. Али имало и други утакмици, ги спомна Интер Тото, мислам дека со Загреб, со Ризе Спорт, таму 2-0 дома, мислам 2-1 да ги победиме, не се сеќам, али беме екипа за респект, направиме добра екипа, 2001, втора освоиме купот на Македонија, прв трофеј. Во Струмица, еве сега пуштивме снимката, се сеќавате сигурно убави спорт. Како не? Во Струмица под рефлектори 30:1 со цементарници. Така. Не бев стрелец, али ми беше мило што бев капитен на Победа и што мислам дека прв што крена трофеј у Победа после после осамостувањето прв трофеј. Да, тоа беше купот на Македонија. И голема весела после. Знаеше Ацуле па и Хари правата да направате голема прослава за вакви моменти. Направија шампионски тим, значи у Победа тоа време играа играчи што
беа можеби најдобрите у Македонија. Џокич, ете и Жилсон, и Оливира, и Раде Канафиловски, Тони Мицевски, Николче, да не го заборавам, Здравевски, Баче Георгиевски. По цементарница иде еден надпревар кој во тој момент беше прогласен за голем. Меѓутоа, од денешен аспект уште поголем, биејќи противникот еден клуб Митиланд, тој стана еден европски познат клуб, победува и најсилни екипи или е рамноправен со нив, а тогаш победа го победува 2-0 овде во Европски куп, во еден официјален надпревар. Така, мислам дека беше куп УЕФА, да. А вие дадовте и гол. Да, еден, јас еден мислам дека Марија Нацев дека го дади, али што е најубаво што сликовито го представува тренерот на Митиланд. Не знам, не се сеќам, кажа дека по тактички екипа поставена не сум видел. Значи, вика, тактички добра, технички, вика, подкована, единствено, вика, ние сме сечни само што поминаме со 2 гола разлика од Прилеп. Значи, толку беме надмошни, а сите го знаеме дека Митилан е еден од, ако не првите 2-3 клуба у Данска. Веќе стана гигант. Така. Ете, ние, па ќе кажам, значи, нашата екипа беше страшна, не се плашеме од никој, така да мислам дека една лекција по фудбал на Митилан му одржаме у Прилеп. Сега штета што не го елиминиравте, бијќи на реваншот, ете се случи несеќно во продолжение 119-та. Така беше, 114-та, 115-та, изгубиме 3-0, али тоа е фудбал. Сега но останува спомен дека го победивте тој Митилан. Така, Митилан, точно така. Има, ете, не знам дали ти да издвоиме утакмицата со Хамбургер. Да, сега ќе дојдеме до Хамбургер, бијќи наредно е Пашинг, мислам дека за таа утакмица титулата Пашинг, значи 2003 година со австријски Пашинг, и тој беше пред елиминација. Так. Меѓутоа ете за еден гол. Неславно се изгуби. Тоа јас паче кажам, значи тие се такви утакмици, европски утакмици, значи таму се може да се десе. Неславно изгубиме и тоа е. А ваш предизвик тоа беа европските надпревари, а не сега како што е, да кажеме, овие пониски рангови. Вие сакавте што посилни противници и на официјални надпревари европски. Сега доаѓаме прво до титула, прва титула и во првенството, значи и вториот пехар го кревате. Мислам дека не, тогаш капитен мислам дека беше или Николче, Николче Здравевски или Благој Черџиевски, не се сеќам. Да. Али исто, значи после куп освојувањето ете дојде и тие значи пехар за најдобри у Македонија, што мислам дека шампиони, точно дека сите се сложат дека таа година победа имаше екстра екипа. Сега ова што рековте и Хамбургер, ама предходно Смедерево го победувате на гости и дома 2 пати. Так. Представник на Југославија и подоцна на Србија. Так. И доаѓате до Хамбургер. И тие надпревари вака се едни од ќе кажам само што вреди да се споменат. Хамбург отидоме, или како тотални аутсайдери, сепак сите знаеме кој е Хамбург. Отидоме таму да се надиграваме. Прво полувреме една надмоќ, страшно нешто. Ама ја пас како што е Господ никој не, 45-та победиме 1-0. И малце, знаеш, радост. Сензација. Да бе, како не, радост. А публика, да кажеме, 30.000 гледачи. А не се осеќа дека има на стадионот толку. Пошто мислам дека тогаш го реновираа стадионот негде околу 70.000, толку околу 20-30.000, сите распрскани на сите страни, не се осеќа дека има толку публика. Но официјално стоеше дека 28.000 и 200-300 продадени влезници. Точно. Значи тие се многу прецизни германците. Така. Знам дека тогаш го спремаа стадионот за, мислам дека европско или светско имаше у Германија. Па не знам, поубав стадион немам гостувано. 2006 за светското првенство. На поубав стадион немам гостувано. Нешто страшно. Значи со милина да се игра, да се ужива едноставно и да се гледа. Да спиеш таму. Па така е. Добро, тоа со Хамбург надпреварите, па да кажеме како ја завршивте кариерата. Кога се случи тоа, дали се сеќавате точно? Кариерата... И како завршите со победа прво? Па добро, победа мислам дека 2006 година се... Запада некоја криза? Па, знаеш како, почна да се прави млада екипа и така да ние постарите играчи мораше да си бараме друго чаре.
и се со Ацоле се договориме да си заминиме, да си бараме други клубови, пошто тоа време у Победа стигна млади играчи, така да шо викат на младите е времето, така да мораме да си бегаме. Отидов после Победа, заминав у Ренова, па една одисија имав у Гош Габела у Босна, па се вратив в Милано и што е најубаво кариерата си завршив у Вардар Неготино. Од каде се почна? Од каде што почнав, таму завршив, тоа ми беше желба. Вардар тогаш беше втора лига, изиграв 6 месеци и толку беше. Важно кариерата завршив у клубот кај што почнав. Сега да не испуштиме дека и вашиот помал брат Миле и тој беше дел од Победа. Па и двајцата настапувавте за Победа. 95-та, 96-та или 96-та, 97-та, знам дека 96-та заедно со бразилците дојде. Так, таа година беме заедно, па заедно отидоме за Грција и после неговото е више друга фудбалска приказка. Тој во Холандија веќе успеа. Така. Тоа е више. Меѓутоа овде беше пречекан како еден најголем талент во македонскиот фудбал. Па да ти кажам и беше талент и остана тогаш, знам дека у 2 или 3 месеца ги помина сите репрезентации. Ако не се сеќам, 17, 19, 21 дури доби позив од репрезентација. Да. Значи, еден класа играч и тој си го покажа своето со тоа што 11 години беше у Холандија. Значи, тоа мора да го викнете него и со него да правите. А моментално каде? Моментално е во Скопје и е тренер во Академијата Парк. Мислам дека таа е на Самсоненко. Таму е тренер на некоја си генерација и така, живее у Скопје и скопјанец. Да. Сега да завршиме со Вардар Неготино. Сега моментално што се случува? Вие сте председател на клубот. Так. Што мислите за оваа состојба во Вардар Неготино? Се борите за прво место и ќе го освоите, неверојатно, но ве чека и Бараш. Па така. У Вардар го превземаме една многу убава управа, би ја нарекол, се спортски личности. Мислам дека пред Нова година. И ставиме нашиот план првен беше да ги вратиме сите наши играчи што се правиме муабет за неготинци, сите што се настана да ги вратиме. Не ни беше у план да влијаме во втора лига, реално ви кажувам. Меѓу нив вративте и некој во Победа што одлично играа во Победа. Неделков и Најдов. Неделков и Најдов беа играчи на Победа, си ги вратиме тука и значи самите играчи направија за да се бориме, не да се бориме, него ние сме лидери у таа трета лига и сега не очекува Бараш на 22, па се надеваме дека со Господ напред ќе влеземе во втора лига. Замислата не ни беше таа, но направиме една страшна екипа што мора да се влезе. Градот како живее со Вардар Неготино сега? Имаме моментално помош само од градоначалникот и од општината и дел од некои спонзори, али сега ако биде секој што треба за втора лига, мислам дека се на пат да дојдат 3-4 добри спонзори што ќе го спонзорират, да не зависиме од општината, пошто сите знаеме дека тие клуби што зависат од општината не завршуваат добро, така да имаме разговори со тројца, четворица бизнисмени од Неготино кои се нафаќат да дадат добри средства да одвоат, така да мислам дека ако влеземе ќе бидеме првата година сакаме да обстанеме, а после другото ќе видиме. Ви посакувам многу успех понатаму. Фала. И почесто да доаѓате во Прилеп. Живи и здрави, тука сме. Тука многу мина ве познаваат, па не можете да се одделите наред да огледате овој надпревар. Фала ти многу. Живи и здрави, се гледаме следна прилика. Поздрав.